На помалку од 24 часа до посетата на Белград на рускиот претседател Владимир Путин, српските медиуми веќе објавуваат детали за неговите оброци, подготовките и безбедносните мерки, кои се очекува да го парализираат главниот град на соседна Србија. Планот за обезбедување на рускиот претседател е строго чувана тајна, како и агендата и трасата по која ќе се случи најавената прошетка рамо до рамо со Вучиќ, а се најавува и обраќање во живо на Путин пред граѓаните. Српските власти во пресред на посетата апелираат на трпеливост поради строгите безбедносни мерки. Сериозни мерки на безбедност се преземаат како што секогаш правиме кога доаѓаат важни гости, бидејќи Србија е добар домакин, кај нас не може да се случи, како во некои земји, да драгиот гостин биде каменуван или да му се случи нешто лошо, изјавил српскиот министер за внатрешни работи. Во меѓувреме и според најавите на официјалните представници на власта, како и според анализите на српските медиуми, косовското прашање ќе биде најважната политичка тема на разговорот помеѓу двајцата претседатели, а се очекува тие да ги изнесат нивните ставови за решавање на овој проблем. Со оглед на тоа дека рускиот претседател доаѓа во Белград во многу важен момент кога решавањето на косовскиот проблем се ближи кон крајот, тамошните анализи одат во насока дека Вучиќ ќе каже конечен став за решението, дали е разграничување, поделба или пак нешто друго. Поранешниот дипломат Среќко Џукиќ вели дека Русија секогаш ја поддржувала Србија и српските ставови, но сега кога прашањето за Косово доаѓа до финалето, руските позиции се малку поинакви. Дискутабилно е дали ќе даде конечна согласност за секое решение, имејќи предвид дека нема да дава бланко поддршка за чекорите на Србија околу Косово и Метохија. Прашан како Европската унија ќе гледа на оваа посета, Џукиќ вели дека нема да има големи приредби на самата посета, а фокусот ќе биде на потпишаните документи, бидејќи меѓу другото се најавува потпишување на договор за слободна трговија меѓу Србија и Евроазиската економска унија. Пишува Танјуг. Србија и Русија ќе стават подпис на 21 документ, меѓу кои и план за консултација помеѓу Министерствата за надворешни работи на двете земји. Меѓу најважните договори е оној кој се однесува на користење на атомска енергија во мировни цели, меморандум за соработка во дигиталните технологии, како и од областа на развој и иновации во електричната енергија. Србија и Русија ќе договорат соработка и во областа на истражување и користење на вселенскиот простор во мировни цели. Важни меморандуми за соработка ќе се потпишат и со Рускиот државен универзитет за нафта и газ, а еден од позначајните договори за социјалните категории граѓани ќе биде меморандумот за соработка во областа на социјална заштита. Ова за дел од јавноста представува јасен сигнал на Русија и нејзиниот интерес на Балканот, на што српските власти одговараат дека се премали за да бираат со кого сакаат, а со кого не да соработуваат. Посетата на Путин е политички важна, но ќе бидат потпишани доста договори и соработки, од кои оној меѓу двете железници е исклучително важен. Немаме проблем ние да работиме со сите – Русија, Кина, САД, ЕУ, Азербејџан. Важно е Србија да има добри односи со светските сили. Премногу сме мали за да бираме со кој сакаме, а со кој не сакаме да работиме, изјавила министерката за градежништво, сообраќај и инфраструктура. Долго најавуваната посета на рускиот претседател во соседна Србија ја одложи и стандардната четврточна седница на владата, објавија српските медиуми, а според нивни извори на министрите во власта им било наложено и да ги откажат сите своји обврски. Тие ќе бидат присутни и на очекуваната посета на Путин во храмот на Свети Сава, кога најверојатно ќе му го врачи орденот Александар Невски на Вучиќ, но и српскиот претседател има подарок за Путин. Според медиумите станува збор за вредна икона од засега непознат светец.